Со оглед на тоа да денеска обвинетите пред судот дадоа признание за стореното дело, единствено бараме во судот и му поклонуваме верба на судот при одмерувањето на видот и висината на санкцијата. Не би сакал пред изрекување на истата да ја коментирам. Не во однос на коментирање на казната направија вашите обвинети пресврт со тврдењата. Никој не знаеше во јавноста зошто се украдени парите. Вашиот обвинет, кој е прво обвинет во случајот, рече дека ги земал затоа што бил во долгови и имал сериозни закани. Меѓутоа не слушнавме каде се парите. Дали се вратени? Парите, мислам очигледно е дека не се вратени. Прв пат денеска обвинетиот кажа дека парите се земени не од лукративни причини, туку од причини што навистина имал сериозни проблеми. А каде се, стварно не знам. Во однос на останатите обвинети, им се извини и ја бараше нивната затворска казна. Судот знае тоа како ќе го определи. Меѓутоа, како они не знаеле за што станува збор, значи тој самиот го испланирал и ги вовел во нешто што... Очевидно и по самото обвинение дека истите не се соизвршители при извршување на делото. Да знаеле што прават, би биле соизвршители. Они се помагачи, они свесно или несвесно ставиле средства на страна на обвинетиот, на прво обвинетиот, кои што му помогнале при извршување на делото. Може ли да ни кажете под какви закани бил? Јас на вистина не знам, денеска прв пат тоа денеска го слушнав во судници.